Добре дојдовте во новото издание на Скопје але. Дознав многу работи од него кога ми бил во други емисии гостин, а сега ќе дознаеме неговата скопска приказна. Неговото име и презиме е Милорад Миленковски, ама не знам дали некој така го знае, сите го знаат како Миле Вардар или Мире Кумита, така? Па така е. Здраво живо. Добар ли си? Па да ти кажам, добар сум. Да. Ти благодарам за поканата и секогаш ми е драго кога гостувам кај тебе во емисија, дали на утринска, дали на попладневна, дали попладневна, дали во некоја друга. Да, по добро друштво секогаш е убаво. Фала ти многу. Пред да почнеме ми кажа дека 5 места на живење во Скопје си сменил. Па вкупно отприлика 5 места вкупно, значи од кои што 4 се во Скопје и едно во Белград. Во Белград плюс место. Добро, ајде да се задржиме ние на 4 Скопје. Да. Па вака, значи првата мојата приказна, значи првите мои чекори започнуваат на Славејко Арсов, на Олимписко село, нели Скопје како олимписки град, каде што се одржала, мислам дека е по повод шаховската олимпијада направена тоа олимписко село, бидејќи Скопје немало олимпијада друга. Добро. Славејко Арсов, додека се гради зградата таму каде што требаше да живееме во Чаир. Добро. На Вуковарска 11. Вуковарска. Да. Тоа беше едно убава населба, жива, многу деца, многу убаво детство. Така се погоди и периодот, меѓутоа името на улицата Вуковарска баш се совпадна со она пикот на војната кога беше во Хрватска и Вуковар, нели? Така да таму доста голем дел од моето детство и од младоста ги поминав во Чаир. Можам да кажам само поубави зборови за тоа време во Чаир, значи како беше. Ајде, зборувај повеќе, сакам да знам. Да. Еснавски луѓе, значи нормални луѓе, мешана етничка средина, меѓутоа во тоа време тоа не беше немаше никакво значење. Луѓето си беа луѓе, весели, среќни, солидарни, со радоста и со тагата. Баш онака идиличен некој живот имаше. И баш ми беше убаво што све ми беше во близина. Тука ми беше одма кај што живеев градинката, 11 октомври. Ја памтам, че има и таму некои моменти што од тоа рано детство. Основната школа Никола Царов, сега се вика по ново Имри Елези, мислам дека се вика. Добро. Тука ни беше стадионот, Слога и Балкан и единство во тоа време. Сите чирчани таму поминале, значи сите што се од Чаир тренирале фудбал или во Слога или во Балкан. Тренираше фудбал? Да, во Балкан. Во Балкан? Да, ги поминав тие младински категории и имаше добра дружба, да кажам, во тоа време, во тие младински категории. Имаше убав живот, имаше кино Бутел беше уште постоеше. Боже, имаше кино Бутел? Добро. Имаше кино Бутел. Тоа беше кино Бутел, Бутел спаѓаше тогаш под Чаир, како да објаснам, во Чаир и сега местото таму имаше после тоа некој супермаркет. И сега мислам дека воопшто е таму дека не постои киното. Не постои. Киното одамна е затворено киното. Меѓутоа ги памтам тие детски денови таму прв пат во кино кога сме отишле како деца друштво. Што гледавте? Брусли во Змаевото гнездо, мислам дека. Кој друг како не Брусли? Има уште имаше два филма, едниот беше со Чак Норис, Брусли и Чак Норис, значи ќе ти кажам и зошто е интересно за Чак Норис, поврзано е со мојата дата на раѓање. Ајде. Само јас сум роден на исти ден со Чак Норис, 10 март. Мислам така е зборот, нели? Како во Вицовите? Како во Вицовите, никој не смее, значи така. Меѓутоа ете, јас сум на исти ден роден и секоја година му честитам. Сериозен си или не? Сериозен сум, 10 март е роден стварно. И како му честиташ упорака? Упораки му честитам, не заборавам, значи баш тој момент не го заборавам. Па како се вика... Мене смеам. Добро, супер. Да, и така, убаво детство имаше, убава младост, потоа, да кажам, кризата од 2001 година, бев во вооружените сили, во безбедносните сили, бранител, потоа моите беа така испаничени, бидејќи јас и брат ми бевме мобилизирани во безбедносните сили. Да. Значи потоа имавме една приказна уште претходно која што траеше за Белград, таму требаше да средна школа уште. Да учиш? Да учам, да. И тоа не се оствари, се распадна, почна уште претходно, нели, распадот уште 91-а. И
останав тука, меѓутоа имаше некои политички моменти зошто таму не отидов. Имавме уселено во тој објект кој што го имавме еден стан, значи уселено избеглици баш од Буковар. Заради тоа и улицата нели. Приказнава вие, да, добро. Да. Каде во Белград имаше тоа? Во Белград, Нови Белград. А тоа е ваш некој стан? Беше, да, наш имавме стан и потоа таму отидов за реновирање откако се Македонија и Србија, во тоа време СР Југославија ги има донесено некои закони за заштита на имоти. И кога се потпиша тој закон беше некаде после 5 октомври 2000 година, бидејќи 2000 година 5 октомври е познат по падот на Милошевиќ. Значи со падот на Милошевиќ се имплементираа тие закони, дека не постои претходно, имавме судски. Меѓутоа ете така и останав боже малку да го реновирам станот и така добри година и пол, 2 години останав, едно 20 месеци на Гандиева 117 Белград. Гандиева. Да. Пак има приказна. Јури Гагарин, Јури Гагарин беше булеварот, а Гандиева беше попречната улица, да. Бежанинска коса, Нови Белград, блок 63. И ете, тоа е кратка некоја приказна таму, па повторно тука се оженив од 2006 година, живеев на 50-та дивизија. Ваму ке МВР. Па да, точно ке МВР, ке што е ке Public Room таму, таа уличка. Како се викаш, пицерија Томас. Добра. Ке што беше стара збориме скопско култно место. Потоа од таму на кратко, значи во Лисиче. Во Лисиче, населбата Лисиче? Населбата, реонски центар аеродром, односно. И Гаврил Константиновиќ и Асном сега, значи последно. Сега сум на Асном. Значи сите имиња си имаат некое има некое значење, да. Да. И каде најубаво се чувствуваш од сите овие места? Мислам, освен она у Белград. Се надевам убаво било се, ама нели да се вратиме на приказна. Јас сум скопјанец, значи ја во Скопје се осеќам убаво и у Белград ми беше убаво, меѓутоа ете тоа беше една епизода кратка, меѓутоа ете и таму животно искуство, моменти убави, можам само да ги поздравам друштвото таму што ми беа, што го поминувавме времето заедно. И таму кај што работев, го поминував времето. Горе долу тука ми беше, значи тука ми е мене животот. Скопјанец сум и детството ми помина тука убаво и младоста и се уште и секое време, секоја доба, значи време од животот носи своји убавини. Па не можам да издвојам кога ми било најубаво, веројатно сите би рекле дека во младоста е најубаво. Да, би требало, меѓутоа и сега ми е убаво. Значи како сега дури можеби се осеќаш покомплетен како човек, па Јас сега на шега ќе ти речам само Асном, мислам дека знам каде е. Сега си најблиску до реката Вардар, така што сега ти е најубаво. Да, сега сум буквално сум и па не само до таму, него и до фудбалска федерација те гледаш. Тука до мене блиску. Значи ти кога го бираше станот, бираше каде? Да, има една интересна ситуација. Ќе откријам, значи имав доскоро забрана за присуство на спортски надпревари. Тоа е некоја друга тема. Немој така. Не, ништо нема спорно, само ете имав, меѓутоа во забраната мислам дека според закон стои дека 150 метри од стадионот треба да бидеш оддалечен кога игра некој. Да, а мојата зграда кај што сум баш мерев прецизно е 140 метра. Така да ја морав и од дома да си одам кога играат, да. Добро, ајде за убавите работи. Кога приказната околу Вардар се веројатно сите сме задоени од таа приказна. Така сега ти си бил во Слога таму Балкан и така натаму у Балкан, ама меѓутоа приказната за Вардар е веројатно на сите скопјани. Вардар е неотчутлив дел и нераскинлив дел од Скопје, значи автентична скопска приказна која што има историја, има бекграунд, има и жива е се уште. Значи малку е различно од она што можеби сме посакувале да биде, меѓутоа Вардар живее, Вардар се бори се уште, Вардар е во последно коло треба да го игра утре, кога е актуелното коло, предпоследно коло е, меѓутоа во последното коло играме со Гостивар, каде што службено ќе добиеме таа утакмица, нема Гостивар веќе не се надпреварува заедно со Воска. И после останува само финалето на купот на Македонија на 21 овој месец, 21 мај, на градски стадион и се надевам дека во една спектакуларна атмосфера ќе го подигнеме тој 6-ти трофеј кој што го чекаме 18 години.
Значи буквално ја памтам последниот натпревар со победа на градски 2:1. Тоа беше во далечната 2007 година веќе. За Вардар е тоа многу. Меѓутоа ете тоа е и спортот е таков како што е. Од тогаш имаме неколку титули освоено, поточно 11 во Македонското и една во Југославија 12. А купот ни буквално постиме 18. Целно едно полнолетство. Значи некој доколку се родил 2007 година, сега е полнолетен и ќе дочека шанса Вардар да го подигне купот. Се надевам дека ќе го подигне со поддршка, тоа нека биде јавен повик до сите навивачи на Вардар да присуствуваат на тој надпревар, бидејќи без разлика на ставот на навивачите на Вардар, без разлика на предрасуди или не предрасуди, важно е да се биде покрај Вардар во вакви историски моменти и да се пронеде сила и да се надминеме сите себе си и да помогнеме да се испише уште една страница од богатата историја на Вардар и на Скопје нормално. Така е, да. Кога прв пат отиде на стадион, се сеќаваш? Па да, 1900 од што памтам е 1982 година, мислам дека беше со босански тим со Слобода Тузла, дали беше или со Велеш. Кој те однесе? Татко ми. Да, имавме ние блок карта за јужната трибина. Ја мислам дека многу луѓе имаа блок карта, така не. Не, на јужната трибина беше и многу поголем капацитет од колку што има сега. Тогаш имаше, мислам, дека преку 15.000 луѓе и секогаш и на скалите седеа луѓе. Сега е малку скратен капацитетот, 11.000. Мислам, меѓутоа, повторно е уште, го има тој истиот сјај. Култна трибина западната, нормално кај што се комити и јужната трибина кај што се сите останати вардарци, така викавме. Иако и сите останати трибини се вардарски, меѓутоа запад и југ се традиционално вардарски од времето уште. Да. Ти раскажувал ли татко ти дека се качувале под дрвја за да гледаат надпревари на времето? Па немал потреба да ми раскажувал, сум гледал и самиот сум се качувал. Ја мислам не си патил тако. Имаше и рефлектори, старите рефлектори зборам, не овие сега што се. Чекај, моте, зошто се качувавте на рефлектор? Па нема место, затворени се вратите. Тие што доцнале покасно што ќе стигнат или немале карта, а сакаат да го гледаат Вардар и се пентарат преку трибина. Значи имам сведок сум како луѓе паднале и од рефлектор, значи сега не од тие горните делови, од малку подоле, обидувајќи се да се качат малку погоре, да фатат поубаво место, паднале. Имало скршеници све, меѓутоа насмејани стануваат, добре се урежив сум. Тоа е. Имаше исти таков случај и со старата западна трибина. Добро. Имаше позади западната трибина дрва. Да. И по дрвата се качувавме. Липи, ако липи или не знам. Така нешто. Не знам дали е липа. Имаше тополи позади источната, ама тоа беше кај помошното игралиште. И имаше баш луѓе со нападнат од западна трибина од горе, паднат доле. Меѓутоа повторно, се е уред, тоа е тоа, продолжуваме дале. Идеме и продолжуваме. За Вардар нема жалење, нема... Боже, секоја жртва не е залудно, кога е нешто сакаш. А Вардар е љубов, значи можам од тие детски денови уште од сеќавање што ми останале некои работи, буквално е Вардар еден од тие моменти. Нормално покрај тоа среќно детство, покрај тие жмурки, Јанино, долги магарици, џамија, што све имаше, шуто дупе, една се викаше жмурка, шуто дупе со топка. Значи, знаеш, на пенал и сега само што е обратно седнат и треба да го погодиш, кога се гаѓаш, се учеше прецизност. Да. Да. Да, малку ќе го цензурирате вие ако треба. Буквално така се викаше детска игра. Да, добро. Долга магарица и сега баш ми текна една ситуација од долга магарица. Ајде. Секогаш ги гледаш со тие што играш, нели, по 4 луѓе или по 5 деца. И сега гледаш, ако имаат некој покрупен одма го ставаме перниче да биде, не може покрупен да ти скока на грб. Значи, ги имаше тие моменти, имаше среќно детство, имаше живост и буквално од деца уште се научивме надвор да бидеме постојано надвор, само дома идеме за јадење, за спиење, само за толку, ништо друго, све друго цело време надвор. Седевме и цело мало беше полноќ. Немаше мобилни телефони, немаше никаква таква технологија. Меѓутоа секогаш знаевме кого каде да најдеме и да бидеме среќни со тоа што го имаме. Значи буквално среќни бевме со ништо. Да. Кога стана дел од комити всушност, официјално да речеме? Каква е таа приказна? Па, видете, значи ја од тие денови детски
да кажам уште со татко ми на јужната трибина. Имаше групи на навивачи и на запад и на исток со знамења, значи на запад, меѓутоа пред запад на исток беа. Така да кажам, тие по underground делови на екипи екипи. супираат на Скопјани, на источната трибина и во 87 година, ја не сум бил присутен на тие состаноци на основање на комитет, бидејќи сум бил дете од 8-9 години. Меѓутоа, памтам како прв пат почна да се истакнуваат такви знамења. Има и приказна зошто се викаат комити. Зошто се викаат? Имало гласање. Дали да се викаме робакси, тоа се навивачи, значи од Англија, од некои ниските лиги. Предлози за други имиња. Меѓутоа, Трајче Хипик, да го споменеме, дека он човекот кој што го предлага името комити, заради тоа што е автентично македонско и Вардар како македонски репрезент во таа федеративна Југославија, во таа Југословенска лига и во времето кога во тоа време се формираат навивачки групи, не мода, туку е некое движење, да кажам, из цела Европа, кој што го има веќе претходно и во Италија, особено во Англија, да не збориме. И доста добро се етаблираме во тоа време и името комити е име кој што сме го кажали во претходна прилика, меѓутоа сега игравме пријателска по повод трагедијата во Кочани со Црвена звезда. Навивачите на Црвена звезда кога сакаат да одберат име за својата навивачка група, прво што сакаат е комити, меѓутоа комити е веќе зафатена. Да. Така да веќе 37 години, ова е веќе 38 година, како постои тоа движење на навивачка група комити, меѓутоа Вардар е тоа што е мотивот. Значи, доколку не постои Вардар, не би бил Вардар, не би постоеле никакви навивачи и никакво движење. Вардар е таа гравитациона сила која што како магнет ги привлекува навивачите да присуствуваат, дури кога не знаеме, кога нема што да видиш буквално квалитет. Секогаш се раѓа некоја приказна. Еве се роди приказна во годините наназад кога беше Вардар во некоја финансиска криза, се роди некоја посебна љубов кон клубот и лојалност да се биде покрај клубот кога е тешко, кога нема. И ние, значи, само иницијативно навивачите одлучивме дека треба да му се помогне на Вардар. Не може една таква автентична скопска приказна, легендарна скопска приказна која што трае многу долго, многу подолго од основањето на фудбалскиот клуб Вардар, сме збореле за тоа многу пати. Значи веќе еден век цел. И тоа е нешто што треба да се негува, да се надградува и Вардар треба да ги обединува луѓето не само во Скопје, особено скопјани, бидејќи белек скопски и символ на градот, меѓутоа и општо и Македонија. Да, ако те прашам, има некој тим, како тим, нели, вардаровци, кои што ти биле така, нели ги паметиш, и знам дека тие беа за мене врвот на, не знам, као собир на луѓе сега, нели, секој тим, нели, има ваму, таму, лево, десно, нели, влегуваат нови луѓе, излегуваат, но еве, паметиш ли некој тим на Вардар кој што за тебе постави белек? Па ја ги паметам сите тимови на Вардар кои што освоиле шампионска титула. Добро. Значи сум бил присутен на сите. И титулата 87 година, значи се совпаѓа со годината на формирањето на комити со тимот, значи екипа која што тука беше Момчило Грошев, Јаневски, Станојковиќ, Симовски, Симоновски, Дарко Панчев, Канатларовски, Савевски, потоцно, значи Джипунов. Доста сериозна екипа со сериозни играчи кои што доколку сега би се надпреварувала таа екипа, доколку би била составена во ова наше првенство, би се прошетала со без ниеден пораз и сигурен сум со една гол разлика која што би била во позитива над 70-80 гола. Се работи за една квалитативна разлика, бидејќи нормално е во тоа време да сконцентриран квалитет. Да, во Скопје и во Вардар, така е. Во Вардар, меѓутоа во една поголема приказна заедно со земји кои што имаат спортска традиција, нели, Србија, Хрватска, Босна, Словенија, Црна Гора и Македонија. Знаеш, во една толкава бројчана, да кажем, лига, во квантитетот се развива и квалитет. И кога има зошто да играат при стадиони полни,
даваат се од себе и тука се раѓа таа магија. Да. Која што Кога ти било најубаво? Имаме уште 7,5 минути, само ти кажам. Многу сме, да, многу брзо има многу што да се вака каже. летна. Така е, Да. да. Затоа сакам те прашам, кога ти било знам дека многу пати било најубаво, ама еднаш кога било за тебе, значи паметам сликата. За ФК фудбалскиот клуб Вардар победата над Фенербахче во Истанбул. Бев таму и се случи едно такво нешто, не сега се не ежувам, таква магија да го победиш еден таков гигант со кој што буџет го надминува буџетот на Вардар за 30 пати. Например, Вардар ако имаше буџет од 3,5 милиона, 3 милиони евра, Фенербахче имаше буџет од 70-80 милиони евра. Голема разлика. Да. Значи Фенербахче е гигант од европски размери и она што се случуваше по победата во подтрибинскиот простор ми остави едно такова чувство убаво. Кога ја пееш, викаме, ја излези Ѓурѓо, ја пееме пред султанот. Да. Иначе како генерации покрај таа 87 година, нормално генерациите 2003-та, 4-та, шампионските генерации, понатаму генерациите 12-та, 1911-та, 12-та, 12-та, 13-та, понатаму 14-та, 15-та, значи кога се освојуваа повеќе титули, тие се тие и генерациите можеби кои што не оставија некоја фудбалска трага резултатска, ама тимска остави некоја хемија. Онаа генерација 2022 и 2023. И 23-та, 24-та. Кога не се откажа, нели? Кога ние сите, вие најмногу, па ние сите нели помогнавме, па и тие не се откажаа од приказна. Не се откажавме, заедно се формиравме таква една хемија, таква една компактност, невидена за наши прилики и не дозволивме да згасне нешто што е Скопје, што е символ на Скопје и на Македонија. Така е, да. Како шлах на тортата, значи направивме еден спот со една песна Гордоста на градот, не знам доколку е тука режијата. Да, Кенија пушти секако, да. Добро. Како уди ти кажи, само за Гордоста на градот? Да, Гордоста на градот. Добро, тоа е ја би сакал за една друга песна. Добро, ова е за Гордоста на градот, ќе слушнете, ја знаете. Ќе слушнеме делче. Знаеш, само ништо пред да ми кажеш втората песна. Само сакам да те прашам, деца имаш? Имам. Да. Какви се, машки, женски? Вака, ќерка ми Катја. Добро. Има 17 години, значи трета година е во Никола Карев, гимназијата. Син ми е 12 години, сега ќе прави 13 години и раѓањето на син ми исто има многу посебна поврзаност со Вардар. Роден е на 22 мај 2012 година, дента кога Вардар ја прослави титулата своја во еден спектакуларен натпревар во Ѓорче Петров, што Металург. Значи ти немаше микици, ти тамо славеш. Ја дознав, значи после надпреварот имавме едно дефиле со коли низ центар на Скопје, кај рекорд некаде бевме застанати и ми се увата, се роди. Што збори? Супер. Да. Нема нешто подобро. Знаеш зашто те прашав за деца, колку тие влегоа во приказната на кумити, на Вардар и на љубов и на се. Сакале не ќеле, од самото раѓање се веќе вардарци. Ќерка ми играше одбојка и ракомет играше во Вардар. Кога постоеше. Ако не во Вардар? Да, а син ми игра се уште. Значи Иван игра во 2012 генерација кај Саше Раптап, Саше Тодоровски, легенда на Вардар. И така, убаво име се дружат, се уште се во детска лига, од идната година ќе играат во еден скопски регион, да кажем, во полн терен, ќе осетат она што е вистински фудбал, на вистински голем терен. Кога се оди да се навива, како кумита вардарски, што треба да имаш со себе? Треба да имаш љубов. Прво и основно. Како реквизити? Како реквизити, значи тоа е пропратно, меѓутоа најважно е да го сакаш Вардар. Најважно е да го сакаш, да искрено да идеш од искрени побуди на стадион, заради тоа што сакаш да го гледаш својот тим и гордоста на градот, нели? Така е. Така да тоа е, иначе од реквизити, дрес, шал, мајца, све има, значи знаменце. Се има и убаво е вака кога би се видело еден стадион исполнет со знамења, значи тоа се убави вибрации. Убава можност за собирање на негативна енергија и собирање на позитивна енергија и исфрлање на таа негативна енергија како еден филтер. Да. Ајде сега за крај тоа што сакаш да кажеш околу втората песна. Значи кога ја знам оваа емисија ми стално ми текнало, меѓутоа ајде викам можеби ќе се јави. Можеби ќе се да ме викне. Да.
И кога се јави сега, дојдов до една идеја. Добро. Прво сакам да го поздравам Александар Василевски. Поздрав до Александар, ќе те пишува дека Добро. Аце Скинер, тој е автор на песната заедно со дружината Веб. Поздрав до сите, значи иако е тој расформиран бенд, поздрав до членовите бивши на бендот, а особено до Аце Скинер кој што е и автор на две нови строфи од химната на Комети. Значи химната на Комети си е од 87 година, меѓутоа химната која што е моментална, актуелна, која што се пее по стадионите и по салите, е од него напишана тие две строфи плюс и направена, значи студиска верзија, аранжман и многу е да се слушне. Ќе ги слушне таа песнава која што ја сакам да кажам се вика Скопје але але, значи токму како вашата емисија па може без да го прашам Аце, си дозволувам да ја поклонам да биде наша. Джинглови и ќе бидеме горди што таму е во таа песна се во строфите на песната и символите на градот Скопје и Вардар нормално. Така е. Ајде нешто изрецитирани. Да изрецитирам или да испееме? Испеј, ја не знам да испеам. Може би она строфа која што јас сакам да испеам е за Вардар. Меѓутоа и за Скопје има. Па ајде да идеме со таа за Скопје. Поплави, земјотреси, Скопје го рушале, Скопје пак се изгради, Скопје ќе живее. И после иде, нели? Скопје ле але але, Скопје ле але але, Скопје ле але але. И она последната строфа за Вардар која што иде Откале се симнуваме, по камени мост ќе кориме, на стадион ќе одиме, Вардар да го бодриме, Вардаре але але, Вардаре. Браво. Има и уште една, значи од населбите скопски се собравме, наводно ќе се качиме, Скопје да го видиме дали нему добра му е. Така да поетично малку да изразиме, убава песна, убави строфи, убави стихови. И ја знаат голем дел од луѓето што се поврзани со Вардар. Бидејќи ние се ја пееме во наши интерни забави. На стадион и во салите многу ретко ја пееме сега. Меѓутоа, многу е засакана и очите на Шалке, нашите збратимени најочи. Имавме забава тука заедничка, ама ми влезе толку во ушите, ностоп ја пеат. Стално, и денес ќе се видиме, ајде, Скопје ле але. Така да, Скопје ле але, да знаеш. Фала ти многу, завршуваме крај. Да. Гледаш?